се продолжуваме со Искра. Добро утро, Искра, и добро утро за гостинот. Добро утро, Слободанка. Стефан Кирков, ќе ми дозволиш да прашам само нешто? Секако. Дали, еве, ќе те прашам и тебе, дали кај тебе ги чувствуваш промените на промена на времето во организмот? Знам дека ти повеќе ги чувствуваш од мене. Јас не толку, искрено да ти кажам. Но ме интересира дали животните ги чувствуваат како и луѓето промените, еве, да се ставам во таа категорија на метеоропати, каде што навистина го чувствуваат. И луѓето се животни, да. така? И на кој начин да го чувствуваат сето тоа? И тоа како го осеќаат промената на годишното време, така да и ке ни започнува една фаза на која ќе разговараме со Искра во следните минути. Ке ве слушаме со внимание, Искра, повели. Ти благодарам, Слободанка, и добро ни дојде назад. Се надевам дека убав ти беше викендов, така што немаш право да се жалиш на времето. Стефан, добро утро. Мислам дека нашите гледачи веќе добро те познаваат, освен што си активист, кинолог, би рекла човек што редовно, секојдневно се грижи за благосостојбата на сите животни. Така, нека му дојде некако. Добро утро, фала уште една за поканата. Јас веќе се чувствувам овде како свој, како дома. Така да сегуваш сумно и гласноговорник кога станува збор за се што е за благовид на животот. Тоа нека паси од најмали години. Така да тука сум да ги одговорам на сите оние прашања кои ги имате во моментот. Денес ќе се зборуваме за една тема, веќе ја спомена и Слободанка, има можност и гледачите веќе да слушнат за како да ги подготвиме или како да се аклиматизираат, така му доаѓа, нели, домашните миленици. Но домашни миленици малку е широк поим, иако кај нас горе-долу превладува претежно домашни миленици, се подразбира на кучињата и мачињата, па гаучињата исто земаат голем опсек на фамилија кои ги чуваат, така да можеме најчесто за нив да разговараме, затоа што и тие ни се највеќе по нашите домови. Сега од нив не сите излегуваат надвор, што значи претпоставувам дека кучињата повеќе чувствуваат таа промена од другите, но еве и за другите да речеме. Сега не знам и за рибите дали да те прашам. Акваристиката е посебно и тука можам да разговарам, затоа што и тоа го сум аквариста веќе десетина добри години. Тоа ќе биде за мене добра информација. Да. Така да кучињата и мачињата и тоа како го ја осеќаат промената на годишното време и навистина треба супседниците да бидат спремни за тоа што ги чека. Што се подразбира тука, ќе кажеме народски, они поради сонцето и дождот, они во овој период од годината се митарат, односно го отфрлаат она зимско крзно кое претходно и се наоѓа на нив. Тоа подразбира дека сите сопственици на кучиња и мачиња треба да бидат спремни за пролетта, со цел да им олесниме за периодот кој доаѓа во потоплото време. Се подразбира на целосен груминг. Треба да ги чистиме вакната дома, како се подразбира на целосен груминг и кај мачињата и кај кучињата. На оние кучиња кои се со долго крдно се препорачува во овие 2 месеци да има 2 пати во денот едно благо четкање кое трае повеќе од 5 минути или посета на професионален грумер, како би ја изведил таа подлака, зимска длака, што викаме ние, за да може пролетната и летната длака веќе нормално да расте. Колку значи им помагаме повеќе да го извадат старото крзно, толку практично они имаат полесно излегуваат подлака и со тоа четкање практично се собира на самата четка. Тоа е процес на митарење кај кучињата, па и кај мачињата. Кај некои видови на мачки, како персијанците кои имаат, знаеме дека имаат подолго крзно, исто се препорачува четкање секојдневно во овој период од годината или носење на професионален грумер неколку пати да кажеме, во месецот. Затоа што кај мачките процесот на митарење трае многу подолго од кај кучињата. Ако не ќе минели дома да имаме проблем со ние лепење на крзо по нас, по намештај и слично. Тоа се веќе да речеме сосема регуларниот, нормалниот дел. Но пролета, освен што е убав период, нели носи и не само предизвици, понекогаш и опасности. Кои се најголемите опасности за овие што излегуваат надвор, така ќе ги наречеме? Сонце, дожд е почвата за растот на крлежите и на бобовите во овој период од годината. Надворешни паразити, така? Да, тие се ендопаразити кои се надворешни, кои највеќе се наоѓаат во тревите, се залепени буквално во тревите, па се почесто затоа што кај нас и не се прска доволно, градот не внимава на тоа, може да ги најдеме овие паразити
веќе и на бетон. Затоа се препорачува со почетокот на пролетта, ние стално велиме собствениците на куќиња во контакт со ветеринарите веќе од март, почетокот на март, да целосно ги заштитиме со превентива и куќињата и мачињата, па дури сега постојат и средства за папагали, затоа што болвички знаеме да гледаме и по терасите во зградите. Значи, до толку се расширува кај нас оваа епидемија и на болви, ајде крлежи само се наоѓаат во тревите. Меѓутоа, болви веќе може да видиме за жал и по терасите, затоа што држава не внимава на такви работи веќе подолги години. И еве дојдовме до епидемија каде што гледаме болви некогаш и по терасите. Тие се лесно пренесеви од птица на птица, од обичен гулаб може да пренесе на папагал и дома тоа да биде веќе фатално, затоа што тие се размножуваат. Така да се препорачува целосна превентива на домашните миленици. Баш во почетокот на март имаме разни типови на превентива, со ампула, со апче, со околовратник. Меѓутоа, прашоци исто така има. има. Постојат и видови на прашоци. Тука малку е дилема. Секогаш кога имаш голем избор на пазарот, што би препорачал ти? Што да се одбере? Или како сопственикот да знае што е најдобро за неговиот миленик? Знаете како секој куќе е приказна само за себе, како и секој организам различен. Некој кај некои миленици, кај некои раси на куќиња со долга крдна се препорачува подобро да имаат ампула, затоа што таа се впива во порите на кожата и трае подолго. Например, со една ампула ние го решаваме месецот, ги решаваме тие 3 месеци на целосна заштита. Сега на фармацевтски индустрии се толку напреднати што имаме и апчиња кои куќињата ги примаат и се заштитени. Имаат и околовратници. Меѓутоа сепак тоа е избор на самиот одгледувач, во склоп на тоа знае колку куќето му е имуно и каде сепак каде се движи, каде го шета. Ако е работно куќе, работи на лов, иде по планини, тогаш дефинитивно и таа превентива треба да биде на многу повисоко ниво. Значи и комбинации дури да се прават од повеќе? Па комбинација од повеќе и околовратник и ампула, затоа што тоа куќи во големи треви, во бари, каде што тие развој на комарци, на болви, на крлежи се на повисоко ниво, додека кај урбаните куќи што се ги шетаме во градски парк или било каде, мислам дека доволно е ампула препорачувам, има на повеќе производители, меѓутоа да се запази точно рокот, да се имплементира правилно. Ако не знаеме ние, тогаш со професионална помош од ветеринар, за сето да бидеме сигурни дека дома нема да донесеме ништо. Може ли ти некакви негативни ефекти да предизвикаат препаратите? Кај младите кученца често знае да се појави и црвениво и чешење, меѓутоа тогаш веднаш треба да се исконтактира ветеринарот. Не е тоа некоја загрижувачки не е. Не е загрижувачки, меѓутоа сепак кожата на миленикот треба да се навикне на таа хемикалија со која кучето треба да стане имуно веќе на тоа. Има благи инекции кои се примаат во паралелно со самото прочистување, со самото имплементирање на тие ампули, така да не е тоа опасно. Опасно ако донесеме дома крлеш или болва, тогаш имаме навистина голем проблем дома. До толку знае да биде опасно искра, што тие крлежи потоа пренесуваат, прават репродукција. Дори може да видиме и во измеѓу паркетот. Можеме да видиме насадени болви во саксија од свеќе. Ако се доведеме во таква ситуација да нашиот миленик пренесе таков вид на паразити дома, ќе гледаме болви и крлежи по нашите зидови и не де Боже закачени кај нас, а тоа пак носи друга проблематика што често се случува да крлежите и болвите пренесуваат и различен вид на бактерии кои може да бидат преносливи на луѓе и да завршиме на инфективната клиника. Затоа, мислам, предпоставувам, не констатирам, само те прашувам, и покрај чешлањето 2 пати дневно, и покрај разните препарати, сепак после секое шетање треба се провера. После секое шетање се препорачува делови кај што треба. после секое шетање на миленикот се препорачува целосна проверка дома. Низгадање најчесто овие ендопаразити може да ги видиме на осетливите места на миленикот, тоа се под шепите, кај ушињата и на главата. Верувам дека имаме совесни сопственици кои и за заштита на миленикот и за наша заштита тоа го прават после секое шетање од надвор. Поготово, пак ќе кажам, градов повеќе години не е прскан за таков тип на паразити и со оваа промена на времето јас сум сигурен дека повторно ќе имаме инвазија од болви и крлежи, за жал, и на местата каде што се движиме ние.
Што во случај да се детектира крлеш кај миленичето? Така, интересно прашање и многу од нашите сопственици грешат. Сами на своја рака превземаат. Сами на своја рака превземаат, пробуваат да го извадат тој. Ајде, болбата е лесна за вадење, тоа можеме да се справиме со тоа. Меѓутоа, ако не идеме на крлеш, тоа е више една проблематика која, ако не можеме сами, не треба да експериментираме, затоа што ние може да го извадиме тоа како топче. Сме виделе сите како изгледа крлеш, меѓутоа ако не го извадиме кој што треба, тој повторно си прави реинкарнација и си се појавува пак. Така да доколку приметиме крлеш, моја препорака, ако не знаеме сами случно да го извадиме, во тој случај да појдеме кај ветеринар за тоа успешно и целосно биде извадено. Сега постојат, така да кажеме, народски методи на вадење на крлежи. Како беше со часовникот, против часовникот, нешто со стрелките? Тоа не го препорачувам, дека не се покажува во пракса како правилно, често грешиме. Се става зејтинче на самото место кај што е забоден крлежот и тој искаче. Меѓутоа тоа може да искочи и да не искочи. Најдобро е ако приметиме крлеж да појдеме до првиот ветеринар за да бидеме сигурни дека тој ќе го извадиме целосно и нема да остане во нашиот миленик и нема да го видиме не де Боже закачен на некое место и кај нас на луѓето. Сега те прашам и за комарците. Колку и дали тие може да предизвикаат проблем или пак нашиве не? Тоа е голем проблем. Во последниве 3 години во Македонија е детектирана лешманија. Тоа е една болест која се пренесува преку комарци. Најчесто ги има на места каде што има вода, каде што има бара. И често нашите кучиња страдаат од таков, од убот од комарец, кој знае да биде фатален. Значи, за жал, ако не го детектираме на време, дека имаме нашето куче има убот, може да заврши кучето на инфузија, му паѓа имунитетот, понекога за жал и тоа завршува со смрт. Така да, кога ќе бираме, најбитно е кога ќе бираме ампула, или кога ќе бираме околовратник, или било каков препарат за да го заштитиме нашиот милник, треба да бидеме сигурни дека тој препарат не штити и од лешманија, затоа што се испостави дека во Македонија, поготово во Скопје, во Кочани чинам дека и во Штип се детектирани тие комарци. Тие доаѓаат од далеку, веќе се тука кај нас насадени, може да кажем, имаат своја репродукција комарците. Повторно државата би окриви тука затоа што не внимава на ваков тип на паразити и тие се размножуваат. Лани имавме инвазија, годинава држам палци се река да ги има се помалку и помалку. Опасно е дека кучето може да биде да не погине, а опасно и нас ако не касне таков комарец, тогаш се завршуваме со висока температура, со треска и инфективна клиника не беха. Ама уште поголем проблем е овде што за разлика од боловите и крлежите има превенција, а овде од комарци како да се заштитат и тие и ние? Речи се е невозможно. Ние не можеме да се заштитиме. Меѓутоа, кучињата и мачињата можат со тоа што се купуваат специјални препарати. Има на повеќе производители. Апелирам сите сопседници кои ќе го посетат нивниот матичен ветеринар да се посоветуваат за него кој од овие горе споменати препарати се и за лешманија. Така да ги има. Сега на пазаров и со раст на фармацевтскава индустрија се повеќе и повеќе има производи кои ги штитат кучињата од лешманија. Да, лешманија конкретно, од комарци не може ништо да не спаси. Да, не може да не спаси, но сепак за кучиња постојат и важни марамици кои ги бркаат практично комарците од нашите миленици. Сега те прашам за уште еден проблем, со оглед на тоа што си ти многу активен по социјалните мрежи, нешто за кое што ти беше доста гласен. Сакам да прашам зошто во однос на една пратка што беше запленета на царина на папагали. Што е проблемот? Каква опасност се тие ако не се одгледуваат правилно во што треба или не знаеме кој потекло се? Гласноговорник секогаш кој е критичар, гласен на сето она што се прави на неправилен начин. Се со цел за заштита првенствено на нас луѓето, а потоа за заштита на животните. Да, царината заплени папагали и немавме запленето папагали 4 години. Според она што можеме да се информирам од царинската управа. Прашалник е што се случувало тие 4 години? Јас сум сигурен дека тоа се случува секојдневно на нашите гранични премини. Сега, се запленуваат папагали, се шверцуваат папагали од соседна Србија.
И тоа е, знаеш како, тоа е една јавна тајна, каде што ние по социјалните мрежи може да видиме тие луѓе кои го прават тоа како и се ги продаваат на пазаров. Дури ги продаваат и во пет шопови. Тие папагалчиња завршуваат до крајниот купец кај нас дома. Меѓутоа позадината која ја носи и теретот кој ги носат тие птици, не сме сигурни што имаат во себе. Се доведовме во ситуацијата веќе во Србија, откај што најчесто тој шверц кај нас доаѓа и тие папагали кои ги гледаме по социјалните мрежи доаѓаат, се појави една смртоносна болест за која Светската здравствена организација веќе апелираше и во неколку земји од Европската унија има многу различни превентиви и многу се пази. Кај нас се уште Агенција за храна и ветерина и Царинска управа, слободно ќе кажам, се неми на ова што се случува. Се работи за една птичја болест која се вика папагалска треска, која се пренесува низ воздухот меѓу птиците и низ нивниот измет. Што значи дека ние и да купиме папагалче од пет шоп, тоа ќе изгледа здраво. Меѓутоа, преку самиот воздух, што го дишаме заедно со него, може да ни пренесе таков тип на треска, која се вика стручно кмедија, мислам дека доаѓа од семејството бактерии на кмедија и може да биде фатална и за нас луѓето. Веќе имаме 5 смртни случаеви и јас убаво кажа преска, не знам веќе каде треба да се обратиме ние активистите кои ги пазиме овие работи, пак ќе кажам ќе бидеме гласни, но се за добровитот, прво за цената состава на нас луѓето, да се заштитиме ние и нашите деца, потоа и за животните кои се измачувани, транспортирани во кафези, криени во гуми, за да завршат на црн пазар во Македонија. Не се пази и држам, само се надевам да нема некој случај кај нас. Како идните потенцијалните собственици на папагалчиња да знаат од каде да ги набават? Тоа е прашање за кое навистина може да разговараме долго. За жал ние немаме во Македонија официјално регистрирано одледувачница на папагали. Секој одледува во подруми, во гаражи и никој не знае од каде е правилно да купи папагал. Тоа е прашање кое АХВ и секторот за благосостојство на животни и тоа како мора да поработи во следен период, тоа да го направи со законска регулација. За да тие папагали да имаат услови, каде се чуваат, како се чуваат, подложат на ветеринарен третман, на здравствени сертификати и слично. Исто и кај кучињата. Меѓутоа кај нас, за жал, немаме ние никаква законска регулација. Еве, јас немам ништо против и тие 5 шоп продавници да работат, навивам да има што поразлични папагали и врсти кај нас, меѓутоа дајте луѓе да направиме законска регулација, веќе ако имаме официјален увоз на папагали, тоа нека биде со сите оние здравствени подкритија. Пак ќе кажам, затоа што мора прво ние луѓето да се заштитиме, затоа што, еве, Светска здравствена организација апелира дека веќе имаме први 5 смртни случаи од папагалска треска. За самиот крај сакав да те прашам уште нешто, со оглед на тоа што нели секогаш кога доаѓа пролета, сите се раздвижуваме, сакаме и да прошетаме. Сите ние секојдневно и сите граѓани, нашите гледачи сме преокупирани со вадењето на документите, патните исправи. Да не заборавиме да извадиме и за нашето милениче, така? Тоа никој не го спомнува. Фала ти што сте прв медиум за кој апелирате за ова. Да, веќе неколку имаме на социјалните мрежи се појавија неколку луѓе кои имале проблеми при поминување со миленикот на граничен премин, затоа што го бараат новото име за жал на пасошот. Апелирам сите оние кои поседуваат стар пасош од Агенција за храна и ветерина, тоа е една како плава книжка и пасош здравствен сертификат воедно, да појдат до првиот официјален ветеринар и веднаш да си направат препис доколку сака да немаат проблеми на граничните премини. Неколку случаи се појавиле на граничен премин со Бугарија и на граничен премин со Грција. Така да апел до сите да се ги променат, за жал пак ќе кажам, и патните исправи на не се чека како кај луѓето. 3 миленичиња. Постапката е побрза, меѓутоа да. И го искомпликуваме животот. Да. Така да мораме тоа да го направиме ако не ќеме да не идеме на некој проблем. Стефан, многу ти благодарам, но предпоставувам дека Слободанка чека ред за рибите да се праша. Нешто за затоа ти ги оставив на крај. Да, за карасите. Во колку временски период треба да се хранат, колку пати во текот на денот и колку често треба да ја менуваме водата? Така, зависно е колкав ни аквариумот, превенствено за менување на водата. Покажи вака со раце. Колкав тип,
и колку рибчиња имаме внатре. Па имаме десетина. И каков тип на филтрација ја користите во моментов. Наука, тоа наука. Акваристиката е цела наука, меѓутоа од прилика да знаете рибчињата се на два пати во денот, поготово карасите, саба или наутро. Треба да се внимава да не ги прехраниме затоа што ако ги прехраниме тоа знае храна вака колку зависно рибчиња имаме. Затоа што ако ги прехраниме тоа во водата создава одредени токсини кои може нели да тоа го знам. Може да не ги разбиват рибчињата. Да. Почесто менување на вода, карасот е риба која сака почесто менување на вода. Забележувам. Интересно, искре дури рибите кога ќе ја сушнат храната, реагираат. Реагираат нагоре. Да, ете тоа е живо суштество исто, да. Можете од рака да се гране. Од рака, точно така. Благодарам многу. Нема проблем. Се гледаме повторно на некоја друга тема, како што кажавте и сам, веќе сте добре дојден, се разбира, во утринската програма за овие теми.